Постои легенда дека многу одамна на една мала планета паднал голем дожд од метеори, кои всушност биле јајца од змеи. Јајцата се изведуваат само кога расте злото. Многу одамна на една далечна планета живееа 3 племиња. Иако планетата беше мала, имаше место за сите. Но тоа не беше доволно. Племињата не се сакаа едни со други. Долгогодишните недоразбирања меѓу племињата доведоа до отворени судирни борби. Еден ден на малата планета падна голем дожд од метеори. Сите племиња со голема загриженост го следеа несекојдневниот настан. Метеорите всушност биле јајца од змеи. Јајцата се изведуваат само кога расте злото. Така и се случило. Долгите војни меѓу племињата поради нивните разлики и многуте загубени животи овозможиле да се изведе едно змеево јајце и да се појави многу голем и лош змеј. Змејот ги напаѓаше и уништуваше сите луѓе и населени места кои ќе му се најдеа на патот. Каде и да помине, останувало само пепел и оган. За брзо време змејот уништил едно од племињата. Поглаварите на другите две племиња во паника решиле да побараат помош од пророкот, кој живеел на високата планина на планетата. Поради вас, немилосрдни луѓе без љубов и толеранција, без чувство за другите, убивајќи се меѓусебно, само помагате злото да расте. Ако продолжите вака, змејот ќе го уништи сите до еден. Нема ништо да остане од вашиот род. Недоразбирањата меѓу вас го хранат злото и силата на змејот. Морате да престанете со војните, да го ставите оружјето. Научете го јазикот на другите, споделете љубовта и иднината. Славете ги заедно своите различности. Морате да живеете заедно и да си помагате. Тоа е единствениот начин да го победите змејот. Поглаварите на племињата си подале рака и се договориле да го избркаат змејот, така што ќе заборават на сите лоши работи кои им се случиле во минатото, за да го сочуваат домот и слободата на своите племиња. Змејот замина. Двете племиња денес се уште живеат заедно, соработуваат, се влюбуваат меѓу себе, си помагаат и слават и жалат заедно. Приказната за уништеното племе се раскажува од колено на колено со поука. Запамети, ако мислиш да му направиш лошо некому, очекувај истото да ти биде направено на тебе. Постои легенда дека многу одамна на една мала планета паднал голем дожд од метеори, кои всушност биле јајца од змеи. Јајцата се изведуваат само кога расте злото.
Многу одамна на една далечна планета живееа 3 племиња. Иако планетата беше мала, имаше место за сите. Но тоа не беше доволно. Племињата не се сакаа едни со други. Долгогодишните недоразбирања меѓу племињата доведоа до отворени судирими борби. Еден ден, на малата планета, падна голем дожд од метеори. Сите племиња со голема загриженост го следеа несекојдневниот настан. Метеорите всушност биле јајца од змеј. Јајцата се изведуваат само кога расте злото. Така и се случило. Долгите војни меѓу племињата поради нивните разлики и многуте загубени животи овозможиле да се изведе едно змеево јајце и да се појави многу голем и лош змеј. Змејот ги напаѓаше и уништуваше сите луѓе и населени места кои ќе му се најдеа на патот. Каде да помине, останувало само пепел и оган. За брзо време змејот уништил едно од племињата. Поглаварите на другите две племиња во паника решиле да побараат помош од пророкот, кој живеел на високата планина на планетата. Поради вас, немилосрдни луѓе без љубов и толеранција, без чувство за другите, убивајќи се меѓусебно, само помагате злото да расте. Ако продолжите вака, змејот ќе да уништи сите до еден. Нема ништо да остане од вашиот род. Недоразбирањата меѓу вас го хранат злото и силата на змејот. Морате да престанете со војните, да го ставите оружјето. Научете го јазикот на другите, споделете љубовта и иднината. Славете ги заедно своите различности. Морате да живеете заедно и да си помагате. Тоа е единствениот начин да го победите змејот. Поглаварите на племињата си подале рака и се договориле да го избркаат змејот, така што ќе заборават на сите лоши работи кои им се случиле во минатото, за да го сочуваат домот и слободата на своите племиња. Змејот замина. Двете племиња денес се уште живеат заедно, соработуваат, се влюбуваат меѓу себе, си помагаат и слават и жалат заедно. Приказната за уништеното племе се раскажува од колено на колено со поука. Запамети, ако мислиш да му направиш лошо некому, очекувај истото да ти биде направено тебе. Постои легенда дека многу одамна на една мала планета паднал голем дожд од метеори, кои всушност биле јајца од змеј. Јајцата се изведуваат само кога расте злото. Многу одамна на една далечна планета живееа 3 племиња. Иако планетата беше мала, имаше место за сите. Но тоа не беше доволно. Племињата не се сакаа едни со други.
Долгогодишните недоразбирања меѓу племињата доведоа до отворени судирни борби. Еден ден на малата планета падна голем дожд од метеори. Сите племиња со голема загриженост го следеа несекојдневниот настан. Метеорите всушност биле јајца од змеј. Јајцата се изведуваат само кога расте злото. Така и се случило. Долгите војни меѓу племињата поради нивните разлики и многуте загубени животи овозможиле да се изведе едно змејово јајце и да се појави многу голем и лош змеј. Змејот ги напаѓаше и уништуваше сите луѓе и населени места кои ќе му се најдеа на патот. Каде да помине, останувало само пепел и оган. За брзо време змејот уништил едно од племињата. Поглаварите на другите две племиња во паника решиле да побараат помош од пророкот, кој живеел на високата планина на планетата. Поради вас, немилосрдни луѓе без љубов и толеранција, без чувство за другите, убивајќи се меѓусебно, само помагате злото да расте. Ако продолжите вака, змејот ќе го уништи сите до еден. Нема ништо да остане од вашиот род. Недоразбирањата меѓу вас го хранат злото и силата на змејот. Морате да престанете со војните, да го ставите оружјето. Научете го јазикот на другите, споделете љубовта и иднината. Славете ги заедно своите различности. Морате да живеете заедно и да си помагате. Тоа е единствениот начин да го победите змејот. Поглаварите на племињата си подале рака и се договориле да го избркаат змејот, така што ќе заборават на сите лоши работи кои им се случиле во минатото, за да го сочуваат домот и слободата на своите племиња. Змејот замина. Двете племиња денес се уште живеат заедно, соработуваат, се влюбуваат меѓу себе, си помагаат и слават и жалат заедно. Приказната за уништеното племе се раскажува од колено на колено со поука. Запамети, ако мислиш да му направиш лошо некому, очекувај истото да ти биде направено тебе. Постои легенда дека многу одамна на една мала планета паднал голем дожд од метеори, кои всушност биле јајца од змеј. Јајцата се изведуваат само кога расте злото. Многу одамна на една далечна планета живееа 3 племиња. Иако планетата беше мала, имаше место за сите. Но тоа не беше доволно. Племињата не се сакаа едни со други. Долгогодишните недоразбирања меѓу племињата доведоа до отворени судирни борби.
Еден ден, на малата планета, падна голем дожд од метеори. Сите племиња со голема загриженост го следеа несекојдневниот настан. Метеорите всушност биле јајца од змеј. Јајцата се изведуваат само кога расте злото. Така и се случило. Долгите војни меѓу племињата поради нивните разлики и многуте загубени животи овозможиле да се изведе едно змеево јајце и да се појави многу голем и лош змеј. Змејот ги напаѓаше и уништуваше сите луѓе и населени места кои ќе му се најдеа на патот. Каде и да поминува, останувало само пепел и оган. За брзо време змејот уништил едно од племињата. Поглаварите на другите две племиња во паника решиле да побараат помош од пророкот, кој живеел на високата планина на планетата. Поради вас, немилосрдни луѓе без љубов и толеранција, без чувство за другите, убивајќи се меѓусебно, само помагате злото да расте. Ако продолжите вака, змејот ќе го уништи сите до еден. Нема ништо да остане од вашиот род. Недоразбирањата меѓу вас го хранат злото и силата на змејот. Морате да престанете со војните, да го ставите оружјето. Научете го јазикот на другите, споделете љубовта и иднината. Славете ги заедно своите различности. Морате да живеете заедно и да си помагате. Тоа е единствениот начин да го победите змејот. Поглаварите на племињата си подале рака и се договориле да го избркаат змејот, така што ќе заборават на сите лоши работи кои им се случиле во минатото, за да го сочуваат домот и слободата на своите племиња. Змејот замина. Двете племиња денес се уште живеат заедно, соработуваат, се влюбуваат меѓу себе, си помагаат и слават и жалат заедно. Приказната за уништеното племе се раскажува од колено на колено со поука. Запамети, ако мислиш да му направиш лошо некому, очекувај истото да ти биде направено на тебе. Постои легенда дека многу одамна на една мала планета паднал голем дожд од метеори, кои всушност биле јајца од змеј. Јајцата се изведуваат само кога расте злото. Многу одамна на една далечна планета живееа 3 племиња. Иако планетата беше мала, имаше место за сите. Но тоа не беше доволно. Племињата не се сакаа едни со други. Долгогодишните недоразбирања меѓу племињата доведоа до отворени судирни борби. Еден ден, на малата планета, падна голем дожд од метеори. Сите племиња со голема загриженост го следеа несекојдневниот настан. Метеорите всушност биле јајца од змеј.
Јајцата се изведуваат само кога расте злото. Така и се случило. Долгите војни меѓу племињата поради нивните разлики и многуте загубени животи овозможиле да се изведе едно змеево јајце и да се појави многу голем и лош змеј. Змеот ги напаѓаше и уништуваше сите луѓе и населени места кои ќе му се најдеа на патот. Каде и да поминува, останувало само пепел и оган. За брзо време змеот уништил едно од племињата. Поглаварите на другите две племиња во паника решиле да побараат помош од пророкот, кој живеел на високата планина на планетата. Поради вас, немилосрдни луѓе без љубов и толеранција, без чувство за другите, убивајќи се меѓусебно, само помагате злото да расте. Ако продолжите вака, змеот ќе го уништи сите до еден. Нема ништо да остане од вашиот род, недоразбирањата меѓу вас го хранат злото и силата на змеот. Морате да престанете со војните, да го ставите оружјето, научете го јазикот на другите, споделете љубовта и иднината. Славете ги заедно своите различности. Морате да живеете заедно и да си помагате. Тоа е единствениот начин да го победите змеот. Поглаварите на племињата си подале рака и се договориле да го избркаат змеот, така што ќе заборават на сите лоши работи кои им се случиле во минатото, за да го сочуваат домот и слободата на своите племиња. Змеот замина. Двете племиња денес се уште живеат заедно, соработуваат, се влюбуваат меѓу себе, си помагаат и слават и жалат заедно. Приказната за уништеното племе се раскажува од колено на колено со поука. Запамети, ако мислиш да му направиш лошо некому, очекувај истото да ти биде направено на тебе.